И нека секој ден се раѓа во нашите срца. Не само на овој ден, кога се сеќаваме и го одбележуваме неговото славно, чудотворно и спасително раѓање. Нека се раѓа секој ден. Вчера, се надевам, се родил во нашите срца и утре, се надевам пак, ќе се роди во нашите срце, во нашите умови, во нашите мисли, во нашите зборови и во нашите дела. Ви искажувам добре дојде во овој Божи дом. И посакувам Духот Божи да биде со секој од вас. И Светата Троица на Татко, Син и Свети Дух да владеат со се што сте првенствено, а дури потоа се што правите, се што посакувате и по се што копнеете. И како посебен начин да се одбележи денеска овој прекрасен ден на кој што се сеќаваме Христовото рождество, ќе ја почнеме оваа богослужба со песната број 89, а јас ќе ја прочитам првата строфа и потоа ќе ја пееме. О, дојдете, верни, радосни, со восхит. О, дојдете, сега во Витлеем. Видете, за нас Спасител се роди. О, секој да се поклони. Секој да се поклони на цар.
Амин. Ќе ве замолам сите да станеме, ќе го прочитаме прво библискиот текст, а потоа ќе останеме стоејки, да се молиме. Соодветно со денот кој што го одбележуваме, ќе прочитам од Евангелието според Лука, второто поглавје, од 9 до 12 стих. И одеднаш им пристапи ангел Господов и славата Господова ги осветли и се уплашија многу. А ангелот им рече: не плашете се, еве ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе. Зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Ова ќе ви биде знак, ќе најдете повиен младенец, кој лежи во јасли. Амин. Небесен Татко, Син и Свети Дух, во троедината суштина на промислата на Ти како еден и единствен Бог е да го создадеш и да го љубиш овој свет и да го избавиш од неговиот пат во грев и да не воведеш во живот вечен, а тоа е да те познаваме Тебе, единствениот, вистински Бог кој е за секогаш. Ти благодарам, Боже, што го прати својот Син, и Ти благодарам, Збору Божи, што се отелотвори и што пребиваш со нас. Го повикуваме сега и Светиот Дух да ја води оваа богослужба, така што се што е во нашите мисли, нашите срца, да биде помазано од престалот на Царството Божјо. Ти се предаваме Тебе, кој сана еден од нас, така што да ние можеме да учествуваме во Твојот вечен и славен живот. Амин. Велете, можете да седнете. А сега ќе имаме, хорот ќе настапи со една песна, една од најпознатите песни за Божик, а тоа е Тивка ноќ. Песната Тивка ноќ не е само убава божична мелодија, но таа носи длабока историја и силна порака. Ова песна е напишана пред 200 години во името Јосиф во едно мало село во Австрија. Тоа било за време на сиромашкија, сакање и последици од војна. Луѓето биле уморни, гладни и безнадежни. Тивка ноќ зборува за Христос кој дојде тихо, не како земен цар, туку како дете кој донесе љубов и мир на земја. Еден од најтрогателните моменти во историјата поврзани со оваа песна се случи за време на Првата светска војна во 1914 година. На Божичната ноќ, на фронтовите во Европа, војниците биле во робови, разделени со бодликава жица, оружје и длабока омраза. Но токму таа ноќ, од германската страна, почнало да се слуша песната на Тивка ноќ. Британските и француските војни, од друга страна, ја препознале мелодијата и одговориле со истата мелодија на свој јазик,
тајец и певно. Пукањето престана за кратко време. Војниците изтегле од рововите, си потане рака, размениле храна и си честитале Божи. Некои од нив дури се помолиле и Господа запеле песна. Иако потоа продолжила војната, после празниците, тој момент постанува како силно сведоштво дека мирот што Христос го носи е посилен од војната, а љубовта е посилна од омразата. Нека ова песна не посети дека и денес, во сите наши борби, во општеството, во државата, па и во цркви, Исус е нашиот мир. Да излеземе од ромовите на нашата себичност, несогласување и различни мислења, да си подадеме рака еден на друг и заедно да се споиме по патот Господов, кој ни дава мир, спокојство и радост.
што одеше во темнина иде преку се. Над оние што живееја во земја на смртна сенка, светлина изгледа. Зашто ми се роди дете? Син ми се даде. Ласка ќе биде на неговите плечи. И името негово ќе биде чудесен советник, Бог силен, Отец на вечноста, Христа милост. Со векови народ чекаше избавување, чекаше одговор, чекаше Бог да го повтори и да следи. И кога дојде полнотата на времето, Бог не дојде со гром и меч. Не дојде со војска и труна. Тој дојде преку ветување, преку послушност, преку една млада девојка. Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Не плаши се, Марија, зашто си нашла милост кај Бога. Ќе зачнеш и ќе родиш син, и ќе му го дадеш името Исус. Како ни беше тишината по тие зборови, како ни беше страх, како ни била ловата по срцу на една млада жена, што знаете како ќе повикува на нешто што ќе чини се. Евеја судинката, Господова, нека ми биде според Твојот збор. И Јосиф, праведен човек, збунен, победен, но послушен, кој поверува на ангелскиот глас, повеќе отколку на својата собствена логика. Тогаш дојде заповедта за подпис. Патот беше долг, ноќите студени, врата се затвара. Немаше место. Немаше место за оној преку колку се беше создадено. Само една шала, еден јасно, едно тихо место, каде што светот не е. Но не сите срца се радуваат. Царпилот се изплаши. Стравот роди насилство. Моќта роди крв. Емината секогаш се реше, кога се иде да дојде. Но дури и во млакот, Бог беше присутен, Бог водеше, Бог чуваше. И во тишината на ноќта се роди Спасителот. Негов Творец појави, не како големи, туку меѓу свидени. Дете положено меѓу слава, но носител на вечноста. Слабост што е победи силата, љубов што е победи смртта. И ангелот им рече, не плашете се, еве, ви објавувам голема радост, што ќе биде за сиот народ. И одедна ми се појави множество небесна војска, што го славеше Бога и велеше. Слава на Бога во висините, На земјата мир и луѓето добра воља. Од далечни земји дојдоа мудреци. Тие не следеа логиката, туку светлината. Звезда ги водеше, вејата ги движеше, и кога го најдоа детето падна и му се поклонија. Му принесоа народи, но најголемиот дар беше нивното срце.
и 9, Исус прашање своји пред нас. Има ли место на Исус во нашиот живот? Во нашите домови, во нашите планови, во нашата удобност, или повторно ни го понудиме само јаси? Роденството не е само спомен, тоа е повик, живееме како луѓе, што биде посетени Бог. Ангелската порака денес е и за нас, и за целиот свет. Не плашете се, Спасителот е роден. И благодарение на изглашите на верувам од Бога вдахновен рецитат, кој не подсети за најсите моменти за она на што денеска се сеќаваме и за она за што денеска зборуваме. Дел од она што јас денеска ќе го кажам се наоѓа токму во Светото писмо кое е пред малку дел од него прочитавме, а и од она што го слушнавме во самиот рецитат. Зборуваме за тоа дека пред скромните пастири светна голема светлина и се појавија ангели и ја објавија најрадосната вест дека е роден во градот на Давид Спасител, кој е Христос и кој е Господ, што значи кој е Божи помазаник и кој самиот е еднаков на Господ, бидејќи тоа е зборот кој се користи за Бог во Стариот Завет. И токму затоа јас и ќе кажам дека Божик и божикните празници се синоним за радост, бидејќи е објава на радосна вест. И тоа е откривање на оваа радосна вест за целиот свет. И тоа е објава на тајните над сите тајни. Ова е таа тајна за која што апостолот Петар во првото свое послание 1.10 ќе каже: по оваа тајна копнеа да дзирнат, вака да видат ангелите, а им е објавена на луѓето. Ангелите сакале да ја слушнат, а и кога ја добиле како порака не била за нив, туку за луѓето. Ангелите копнееле да видат во оваа тајна. Божик е синоним за радост. Не за некакви убави околности и од нив да се чувствуваме среќно, туку синоним за радост дека Спасителот на светот е роден. Исто така Божик е синоним за светлина, затоа што кога Витлеемската звезда ги води, мудреците тие следат светлина. Кога пастирите се насреде ног, се облеани со светлина. И не случајно, уште од најрани времиња, христијанството и црквата определила токму во овој период да се сеќаваме на Христовото раѓање. Во времето периодот кога деновите се најкратки, дневната светлина има најмалку, а ноќта е најдолга. И затоа, како што денот почнува да расте, се сеќаваме дека светлината секогаш безкомпромисно ќе ја порази темнината. Се работи за она што се нарекува победа архетипска. Победа која насекаде низ светот, каде било, во која историски момент, луѓето би разбрале разликата меѓу светлина и темнина. Но не е само тоа. Не е само дека светлината дојде во овој свет, што е несомнена вистина. Многу поважно е дека Бог тргна да дојде во оваа темнина на светот. Не е само дека светлината го осветли светот. Поентата е дека Бог реши да дојде во оваа црна темница по која што светот се наоѓа. Пастирите
од блесокот за кој што сега слушнавме, каде што јас прочитав, од блесокот на ангелската слава не остануваат таму. Нели? И не гледаат вака зачудени цела вечер, стренчени во таа светлина. Од таа светлина тие се враќаат во темнината на секојдневието, во темнината на ноќта. И одат во таа штала каде што се пратени и што гледаат таму? Наочи пред нив се наоѓа обично дете, без видлива слава, но со јасен, ветен знак на она што Бог го ветува. И тоа е навистина, ако за нас Божик е пат од темнина во светлина, за Бог патот е од светлина во темнина. За да не најде нас. Ова дете е дојдено во темнината на светот, зашто во суштина ова дете е чиста светлина. Бог е светлина. И истовремено, ова обично дете, ова безпомешно, безпомошно бебе, ова сиромашно бебе во дадениот момент, е токму личноста во која што целата Библија, не само Новиот Завет, зборува за него. Зборува за доаѓањето на Христо, на Божиот помазаник, Христос, за оној кој Бог ќе го избере за да го избави светот од темнина и од грев. На кое место се објавува, во кое градче се објавува ова тајна на сите тајни? Таа се објавува во Витлеем. Како што во Михеј 5 глава, 1 стих ни се вели: но ти, Витлееме, Ефратов, иако си најмал меѓу илјадниците јудејци, од тебе ќе ни излезе оној кој ќе владее во Израел и чие потекло е од почетокот, од вечноста. Веќе во Стариот Завет се најавуваше, тие размислуваа за некој нивен. Израел е спомнат, Давид е спомнат. Тие веќе размислуваа за некој нивен наследник на она што тие се надеваа дека ќе биде Божи помазаник. Но она што Михеј го кажува е нешто многу повеличенствено од вечноста. И каде се исполнува, каде треба да се исполни ова пророштво? Соодветно со тогашните светски геополитички состојби, ова пророштво треба да се исполни во мало и беззначајно место. Од него, велат, доаѓа вечниот владетел. Раѓањето во ваков мал град е пресуден настан за иднината на светот и Божиот начин да действува од оздола наспроти од озгора. Цело време светот, не само сега, можеби и со право, добар дел од нас гледаме во последниве, можеби, особено 10 години, ама особено последнава година со неверие, што ни се случува пред наши очи. И си викаме, вакво нешто не било. А се едно, човечките срца, особено на мокниците, не се смениле, ако и воопшто. Ни малку. И затоа Бог решава да ја сврти наопаку човечката логика. Бидејќи Витлеем не е само такво мало беззначајно место. Покрај тоа што е мало беззначајно место, има уште еден елемент кој е многу битен во објавата на Бог. Каде ќе се роди Синот Божи, оној што ќе се отелотвори. Витлеем е исто така местото кон кое што одеше Јаков кога бегаше, кога се враќаше, значи од кај својот тест Лабан, патуваше и на патот на кој што ќе почине неговата жена Рахела. Ова е место на патот за дома. Гробот на Рахела е место на пат кон дома. И Витлеем е за секој човек кој ќе го дознае, кој ќе ја дознае ова, кој ќе дознае за овој настан, ќе го знае следново. Витлеем е место во кое што секој што има недостиг
И секој што има копнеш, може повторно да се надева. Затоа што на ова место Христос им припаѓа на оние кои се на пат, на оние кои се обесправени, на оние кои се отфрлени, на оние без глас и на оние без очигледна иднина. Христос се раѓа во ова мало, беззначајно место, кое што е познато, ако по ништо друго, по гроб на Рахел. Но истовремено, треба да се сетиме што значи зборот Витлеем, или на оној изворниот хебрејски Бетлехем. Што значи тој збор? Името на градот Бетлехем е поврзано со оној кој себе си се нарекува лебот на животот. Во Матеј 2.6 речиси буквално имаме цитирање на ова што пред малку го прочитав во пророкот Михеј. А во Јован 7 глава 42 стих се нагласува дека ова пророштво е за вистинскиот Божи Месија. Што е Витлеем или Бетлехем? Куќа на лебот. Исто така, покрај тоа што значи куќа на лебот, значи леб и плодоносност. Ова се прекрасни старозаветни слики за Божи благослов врз неговиот народ. А истовремено, местото во кое Христос се раѓа, во Витлеем, местото на лебот, се раѓа Христос Божиот Месија, но и нешто друго. Христос лебот на животот. На ова место. И Христос нема што да ни даде. Сега вие ќе кажете што зборува овој проповедник. Христос нема што да ни даде. Тоа е веќе дадено од Бог. Имаме се. Тоа што тој го дава е леп, исцелување, спасение и така натаму. Но она што за сето ова да се случи, Христос не дава ништо и нема што да ни даде. Знаете зошто? Бидејќи Христос самиот е подарок. Не ни треба друг подарок. И токму затоа Христос вели за себе во Јовановото Евангелие, кој ќе јаде од овој леб, како беше? Нема никогаш да огладни. Еве го ова бебе, мало, немокно, што туку родено, загрозено од светските сили и од завидливиот цар Ирод. А истовремено, ова бебе е лебот на животот. Родено е во местото кое се нарекува куќа на лебот, на плодоносноста, а тој истовремено е самиот тој леб. Ова рождество во Витлеем го најавува доаѓањето не само на Божиот леб, кој што ние, Христос, можеме да го имаме и на тој начин да учествуваме во Божиот живот, туку го најавува и доаѓањето на Божиото царство. И сето ова е предвидено со векови пред раѓањето на Месијата. Она што за обичните луѓе изгледало само едно место зафрлено некаде таму, далеку од главните градови, место каде што има некаков гроб, место за погреб. Ова место се објавува како пресмртница за човечката судбина и за целото создание. Раѓањето во Витлеем, во ова место на погреб, е најава на Божиото царство. Ако се вратиме пак назад на пораката на пророкот Михеј во 5 глава, 1 стих, и ако отидеме во пораката на целата негова книга на пророкот Михеј, немаме време за тоа да поминеме ни секој посебен стих што го има таму меѓу како што се развиваат понатаму, ќе откриеме неколку важни работи. Михеј ни зборува за очајот на сегашноста и за надежта во идниот Божи чин.
И на тој начин Михеј всушност со ова пророштво насреде овој очај кој го гледа околу себе и веројатно го носи во своето срце, наспроти сето тоа Михеј вели: јас имам надеж, во тебе ќе се роди Спасител. А пак во друг пророчка книга, во книгата на пророкот Захарија, во 9 глава, 9 стих, уште појасно ни се кажува каков ќе биде овој цар што ќе се роди. Овој скромен цар, ова дете која нема во очите на светот никаква моќ. Каков цар ќе се роди? Цар за кој што пророкот Захарија ни вели ќе биде праведен, цар кој истовремено ќе биде спасител, но праведен и спасител истовремено нема да биде возгордеан. Захарија ни вели ќе биде и понизен. На овој начин јас сметам дека Библијата недвосмислено ни нагласува дека пораката за Божјото царство е порака дека постои само еден вистински цар, дека постои само едно вистинско царство и дека до него се доаѓа не со алијанси некакви и содружување со некакви мокници во светот. Ова царство е праведно на цар кој е спасител, но кој истовремено е понизен. Ова царство е во контраст со сите империи. Била таа тогаш Асирија, било тоа Вавилон, било тоа Рим некогаш, било тоа кои било други царства во меѓувреме, било тоа големите мокни сили на денешницата. Христовото раѓање не е кошмар само за Ирод. Христовото раѓање е кошмар за секоја голема сила. Меѓутоа, ако е кошмар за овие мокници, кои не знаат друг јазик, освен јазикот на силата, ова е надеж за светот, на секое чисто срце, кое се свртува кон Бога и вели: одбивам да учествувам во насилството на светот. Ја прифаќам пораката на праведниот, спасителниот и на понизниот цар. Покрај тоа, во Лука 2 глава имаме уште едно мокно сведоштво, а тоа е сведоштвото на Симеон во храмот. Во Лука 2 глава од 28 стих и понатаму читаме: сега го отпушташ слугата свој со мир, владико, според зборовите твои, зашто очите мои го видоа спасението твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи, светлина за просвета на незнабожците и слава на твојот народ Израелот. Што гледа Симеон тука? Што тој осознава кога ќе го види младото бебенце, малото бебенце кое е донесено на принесување и обрезување во храмот? Симон гледа спасение, она што веќе го спомнавме, Симон гледа светлина, Симон гледа откровение и Симон гледа слава. Овие поими ја отвораат иднината на она што Христос ќе го оствари за нас. Христос ќе оствари спасение, Христос ќе донесе светлина, Христос ќе биде објавата за сите народи и Христос ќе ја донесе славата на Царството Божјо. А во меѓувреме, токму заради стравот на мокниците и насилниците, каде мора таткото и мајката земни на Исус да го земат и да бегат? Ќе избегат во Египет. И ова е пророчки миг. Тоа што се случува, може би политички таму, и тие се приморени да го направат една работа. Но втората работа е дека одат речиси на сличен начин, како што Израелот ќе заврши, израелскиот народ ќе заврши во робство во тогашниот фараонски Египет. А зошто одат таму? Покрај тоа што треба да бидат заштитени, треба да се исполни уште едно пророштво. А тоа е пророштвото кое се наоѓа во книгата на пророкот Осија во 11 глава, првиот стих, кој вели: од Египет го повикав мојот син. Од Египет го повикав
мојот син. Исус е бегалец во Египет. Се исполнува пророштво преку тоа што станува бегалец. Но истовремено Исус се поистоветува со историјата на Израелот. Она што Израел го доживеал како заедно, како народ, низ многу години, векови, тоа Христос ќе го доживее како поединец и за неколку години. Но она што е многу важно овде ние да го разбериме е дека Христос не се поистоветува само со историјата на Израел, не се поистоветува само со конкретна ситуација во Израел, туку се поистоветува со целиот народ. И знаете ли што ова значи? Кога Бог вели од Египет го повика својот народ, својот син, истовремено пророкот мисли не само на поединечен човек во тоа време, туку мисли на мноштво на народ. А ако Израелот од Стариот Завет е слика за што? За црквата на нас денес, повикани од секое катче, бидејќи токму тоа Симеон го вели, просвета на незнабожците. И ако некој тука се сомнева, тоа сме ние, низ историјата. До нас требало да дојде оваа порака. Кога доаѓа оваа порака до нас, Христос се поистоветува со целиот свет, со други зборови. Имам една порака до секој од нас. Прво за себе, а потоа за секој од нас тука и за сите луѓе што исповедаат дека го следат Христос. Христос е повикан од Египет како поединец, како син Божи. Бог вели, од Египет го повикав мојот син. Но истовремено, ова значи дека Христос ја повикува целата своја заедница, својот народ, својот, така уште еднаш да кажам, син, колективно, да излезе од Египет, да излезе од египетското робство и да влезе во вечниот живот. Со други зборови, Христос ги постигнува овие работи за нас. Христос ги постигнува. Но ние сме сега повикани активно да учествуваме во секој чекор што Христос на нас ни го покажал. Зошто? Бидејќи ја имаме прекрасната слика на Марија, неговата мајка, кога уште од првиот миг ќе се каже дека таа ќе го роди Спасителот, вели, нека биде како што ти сакаш, Боже. Прекрасен пример на учеништво. Многу често ќе го слушнеме овој збор кога се собираме да читаме Библија во мали групи или не е битно кака, и ќе кажеме учеништво. Марија ни е еден од најдобрите примери какви ученици треба да бидеме. Тоа е едно. И втората работа од тоа што можеме тука ние да го научиме е всушност како тогаш во таа послушност да почнеме да ја извршуваме Божјата волја. Освен Марија, што следи знак и е послушна на Бога, имаме всушност така наречени незнабожци, некакви мудреци од исток, кои исто така добиваат определена објава. И првите оние што ја препознаваат важноста на раѓањето на Исус Христос, се луѓе кои не се израелци, кои се од друга култура, луѓе од друга земја и луѓе кои треба да направат огромни напори да следат некакви знаци на небото за да стигнат до местото каде што ќе го најдат ветениот Месија. Токму затоа христијанството се раѓа во тие мигови. И ако христијанството е родено преку сето ова што досега го кажав, треба да се сетиме дека првите поклоници на Исус Христос не се евреи, туку се луѓе кои се надвор од еврејскиот народ. Значи тоа не може да биде етничка, културна, дури или традиционален проект. Кога ќе слушнам некогаш дека христијанството треба да ни биде главната основа за градење на нашиот национален идентитет, јас се чудам каква Библија се чита кога тоа се вели. Бог создава народи, дава јазици. И јас сум така да кажам македонец од македонски народ. Тоа да го воспоставим. Но тоа никако не може да биде
засновано врз мојата христијанска традиција. Христос е нешто многу поголемо од мојот јазик и од мојот народ, од моето семејство, од самиот јас. Мудреците од исток трагаат, одат, се поклонуваат. Меѓутоа, таму каде што е Христос, кога ќе дојдат и кога тие ќе кажат, ја видовме неговата звезда на исток и дојдовме да му се поклониме, што прашува Ирод? Прашува еден од книжниците. Каде ќе се роди Месијата? Знаат тие многу добро кај би требало да се роди. Книжниците и свештениците знаат многу добро, но не се мрднуваат од место. Мудреците патуваат оддалеку, посветени се, додека и не знаат точно кај треба да одат. Додека овие книжници знаат се, но воопшто не се заинтересирани да ga напуштат удобството на палатата на Ирод, удобството на Ерусалим и да следат онаму каде што Бог води. Ова е опасност од статус кво религија. А тоа значи повторно да се вратиме назад. Не дај Боже, ние што сме тука во оваа просторија, да заборавиме дека ова денеска што го правиме не смее да биде само еден ден. Христос е цар на нашите животи секој ден, цела година. Ја следат звездата, се исполнуваат со радост, се поклонуваат, принесуваат дарови. И ова е предизвик за секој нас денес. Дали сме подготвени ние да излеземе од нашето удобство? Дали ќе го препознаеме Христос таму каде што и него очекуваме? И пазете, овие дарови кои се дадени од нив кога ќе дојдат со злато ливани Смирна, се дарови на луѓе кои се имотни, а ги даваат на луѓе кои немаат ништо. Политички ова е нелогично, економски е безсмислено. Но тие откриваат нешто многу позначајно. А тоа е дека размената што тие прават, ако можам така да ја наречам, е најдобрата размена за кој било на овој свет, а тоа е дека најбогатиот, создателот на светот, се откажува од небесното богатство и станува човек и влегува во сиромаштијата на светот. Бидејќи немаме ништо што Бог не ни го дал. Се не од него. Бог се откажува од своето богатство да влезе во сиромаштијата на светот. Се отелотвори. Стана еден од нас. Стана човек, стана богочовек. За да можеме ние, преку неговото раѓање, да учествуваме во богатството на Царството Небесно. Што значи на крајот ова дека Бог се отелотвори, стана еден од нас? Прво, тоа е неговото физичко раѓање. Мораше да стане физички, 100% еднаков со нас. Човек да стане какви што сме ние со секој елемент во нас. Дух, душа, тело. Што е да е што човекот го се состои, тоа стана Исус Христос. Паднато, слабо, човечко тело. Втората работа, тоа го означува неговиот целокупен земен живот. И третата работа, тоа е трајната состојба на воплотениот и вознесен Христос. Што сакам да кажам? Христос е за секогаш богочовек. Христос не е привремено богочовек. Тој не дојде тука, се приклучи малку до нас, не оседи малку, почувствуваме како е, и после вика сега, се качи вјака татко ми, снаоѓајте се. Не само што ни го прати Светиот Дух, од суштината Божја, да биде тешител и учител наш, Христос е сега во овој миг, во некаква чудесна, за нас несогледива, несознајна, недопирлива вистина, а тоа е во овој миг, додека ова го зборувам, Христос е физички човек, богочовек, кој во овој миг застапува за нас и за нашето спасение. Неговото отелотворување, денеска кога велиме Христос се роди, можеме секој ден да велиме на вистина се роди, бидејќи тој е вечно роден. Еднаш вечно роден, ако можам така да употребам збор за вечноста, вечно роден од Отецот за секогаш.
но истовремено еднаш роден од жена и од тогаш за секогаш и вечно човек. Еднаш роден од жена и за секогаш еден од нас. Затоа Божик не е никакво бегство од овој свет. Божик не треба да не подсети на светлина, на некакви вештачки светилки и не знам какви други украси, кои се сосема добре дојдени во нашите секојдневни животи. Но главната работа на Божик дека не е бегство од светот, туку влегувањето на Бог во светската темнина. Да донесе светлина. За тоа да биде осветлено од вистинска светлина. А што се вели во едно од најважните верувања на раната црква уште од 325-та година, за кое што неодамна одбележавме 1700 години, кога зборува за Исус Христос. Меѓу другото вели светлина од светлина. Светлина од светлина. И врз таа светлина ние можеме да ја положиме сета наша радост, сета наша надеж и да живееме во љубов без очај, знаејќи дека таа наша љубов нема да биде напразна. Нека Господ, Татко, Син и Свети Дух, во мигот кога се сеќаваме на неговото отелотворување, овоплотување, станување човек, не благослови и ни помогне да живееме во неговото царство на светлина и да живееме според учеништвото на Марија, следбеништвото на мудреците, воодушевеноста на пастирите и на посветеноста на она што Христос го направи за секој нас. Христос се роди. Амин. Сега ја најавувам и втората хорска песна, која што токму за овај ќе пее. Ќе пее за радоста на Христовото раѓање.
Благодариме на хорот за оваа песна која повторно не потсеќа за раѓањето на Спасителот. Но сега ми следи мене лично нешто многу драго и мило, нешто што ме потсеќа на времето кога јас бев дете, а тоа е да ги видиме малите, децата, за кои Христос кажа, пуштете ги да дојдат кај мене. Тие денеска ќе кажат стих, а ќе ги води нивната учителка. На место борава на своите видите сите луѓе. Дако денеска би се роди во градот, дако ги Спасител, кој е Исус Господ. За малку јас ќе стане сега. Таман викам да се потсетам како беше на времето. Но одиме ние понатаму со ова наша од Бога, велувам, помазана богослужба. Сега ќе испееме втората заедничка песна, која е по број 82. И соодветно со она што беше најавено уште на почетокот, јас прво ќе го прочитам првиот стих со рефренот, а потоа заедно ќе ја пееме. О, чудна, славна, света ноќ! Над градот Витлеем и ете песна ангелска силно одекнува. Слава во висините на Бога, мир да е на земјата, слава во небо на Бога. Амин. Слава
И слава нека му е на троединиот Бог. Како што привршува ова божикна богослужба, изразувам јас голема благодарност на сите што учествуваа во подготовката на самата служба, на музиката, на хорот, на дечињата, на сите вас кои одвоивте време да дојдете да бидете заедно со нас да го славиме Христовото рождество. А како за крај, ќе ве замолам сите да станеме и ќе испееме уште и благословот од или песната број 1 и потоа јас ќе дадам благослов.
Отецот и Синот и Светиот Дух. Да останеме така додека се помолам и потоа ќе го дадам и благословот. Ти благодариме, небесен Татко, за ова што го искусивме денеска, затоа што не вкусивме само од нешто што е направено, ракотворено од човек, туку вкусивме од лебот на животот кој си ти, отелотворен Син Божи и помазанику Христе. Ти благодариме и јас те молам за секој од нас тука и сите оние што сега не следат, гледаат, а и сите оние кои во овој миг мислат на тебе или се пак се плашат и се многу оддалечени. За секој од нив. Нека оваа молитва биде услишена, Господе Боже. Нека Твојата светлина ги најде. Ти дојди во темнината. И откако тие ќе ја видат Твојата светлина да почнат да те следат, како Марија, како учениците и како секој од нас низ историјата на христијанството. Те молам за денеска ова да биде вистинско помазание и дозволи ни, Господе, ниту еден од овие искуства кои ги имавме, содржината на Твоето свето писмо над се, да не остави рамнодушни, туку заминувајќи на кај дома, да почнеме да размислуваме, да се допрашуваме и да разговараме за тоа што ова значи за мене и за мојот живот и за моето срце, не само денеска, туку секој ден низ целиот мој живот. Во името на Исус Христос те молам, услишај ме. Амин. Така додека стоите, да го добиеме заедно благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух, нека бидат со вас и со нас, сега и за секогаш. Амин.